Дуалното образование се гледа засега како единствен спас на стопанството кое со години кубури за стручен кадар поради големото иселување од Македонија. Токму затоа уште од сега Министерството за образование прави анкети со сите стручни смерови низ државата. Дали нешто недостасува и каква е соработката со стопанството? Врз основа на сите сугестии ќе се гради и образовната политика за идната година. Дали, каде и колку нови дуални паралелки ќе треба да се отворат во средните училишта? Идејата е да се создаде таков кадар кој ќе им служи на компаниите, а компаниите ќе служат во интерес на општината, самата општина и развивање на самиот регион. Другата компонента која мислиме дека ќе биде позитивна во склоп на овој проект е дека тој стручен кадар ќе остане, нема да се одлива од општината, од државата, туку со самото професионализирање тие веќе ќе останат тука во компаниите од општината, во државата и на некој начин се надевам дека ќе се намали и бројот на тие млади кадри кои заминуваат или ја напуштат државата. Од Стопанската комора на Македонија вела дека 62% од компаниите се соочуваат со недостиг на стручен кадар. И тие сметаат дека дуалното образование е најефикасниот начин за да се дојде до толку потребниот стручен кадар. Ние работиме на две цели. Едната цел е да обезбедиме кадар за потребите на компаниите и на втората цел е исто многу важна, да ја разбиеме онаа предрасуда која што долго време постои, а тоа е дека стручното образование секогаш се запишуваат послаби ученици или не е толку атрактивно. Токму со оваа кампања ние направивме да се подигне степенот и атрактивноста на стручното компание, затоа што преку тој социјален диалог во кој што се наоѓаат и стопанските комори од една страна, компаниите, образовните институции и стручните училишта, направивме да се дизајнираат токму онакви образовни програми кои што се потребни на бизнис секторот, а бизнис секторот е тој кој што со поддршка на Стопанската комора треба да ги отвори вратите и да ги земе учениците за реализација на практична обука. Прилеп во своите стручни училишта располага со околу 30 профили на различни стручни смерови. Општината веќе разговарала со дел од компаниите, учениците своето практиканство да го извршуваат токму таму. Со тоа што ние овозможуваме за нашите жители во интерес на да не патуваат во соседните општини, да ги имаме тука, каде што би им ги понудиле, се разбира, на заинтересираните компании. Како што кажав, приоритет на општината е дуалното образование, со тоа што уште повеќе би ги развиле и во потребен број и се разбира и во насока да имаме поголем избор во унапредување на локалното стопанство. За оваа намена Стопанската комора обезбедила и 3,5 милиони евро од Германската развојна банка. Средните училишта во соработка со некоја или повеќе компании може да учествуваат со проект за овие средства и да добијат грант од 100 до 600.000 евра. Со тие пари училиштата би опремиле лаборатории и би купиле современи уреди и машини за своите стручни смерови. До сега 8 училишта добиле ваков грант заедно со 29 компании, а од наредниот месец ќе имало и втор повик.